Евидентно е дека имаме нова епизода од серијалот наречен Рекет. Случајот со Гама и со гасоводот, во кој Република Македонија вложи огромни средства, а не успеа да оствари заработка од вложеното, не е од денес или од вчера. Овој случај има длабока позадина, која не треба ни еден момент да биде занемарена. Досега државата е перманентно оштетена, а како што можеме да видиме, истото се планира и сега со оваа скандалозна спогодба која власта упорно сака да ја протне во собранието, која од ден на ден станува се и се само не и највисок законодавен дом на македонските граѓани. Во интерес на јавноста, сакам да потенцирам дека уште во раните 90-ти години од минатиот век, кога започна да се гради гасоводот Гама, Макпетрол, немајки средства да продолжи со изградбата, побарале државата да вложи за да може истиот да биде изграден. Владата, тогашната влада, во тоа специфично матно транзициско време, ја прифатила оваа трансакција, со тоа што согласно својот влог било потребно заеднички да формираат јавно предпријатие со Макпетрол, во кое државата ќе има доминантно учество од 51%, а Макпетрол 49%. Ова било секако прифатено и од Макпетрол. Во прилог, сака македонската јавност да знае дека ја покажувам одлуката од владата за 51% учество и одлуката од Макпетрол за 49% учество во формирањето на Гама. Ова се тие два документи, истите датираат од 95-та година, 25 април 1995 и 15 мај 1995 година. Ако имам време, малку и повеќе за тоа време. Вреди да се подсетиме и за тоа како се обезбедија и дел од финансиите за изградбата на овој гасовод. Вреди, и тоа многу вреди, затоа што дел од средствата ги плаќавме директно ние, граѓаните на Република Македонија. Немојте да мислите дека овој народ го заборави тоа што од 1993 година за секој литар гориво извојувавме додатни средства од својот джеб кои беа наменети и користени за изградбата на овој гасовод. Во прилог ви покажувам копија од службен весник во кој што се уредуваат изменувањето на уредбата за начинот на плаќањето на утврдените давачки што се плаќаат при увоз на деривати на нафта и понатаму објавената одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати. Сето тоа може кој сака да му го дадам да го разгледа дополнително. Сега евидентно е дека оваа влада не ги цени овие средства. А кој ќе ги цени, почитувана јавност, кога во тоа време од народна собственост се одбра неколкумина олигарси кои заедно тронизирани со тогашниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз го направија погромот, смртта на што туку создадена независна Република Македонија. Сонот на македонскиот народ да има своја независна држава, преточена во идејата дека сега е времето, бидејќи либералниот бран заплисна од Западна Европа, беше пресретнат од овие гладни и крвождерни луѓе кои до денеска ја одлучуваат судбината и ги држат конците во позадина за сите трансакции кои што се случуваат, додека овие новиве на чело со кланот Заеви само се обидуваат бледо да ги следат и да бидат, да се мерат на некој начин со нив. Иако и владата и Макпетрол донеле одлуки за формирање на заедничко јавно предпријатие во доминантна собственост на државата, сето тоа убаво и реално изгледало, но само на хартија, бидејќи не е реализирано на дело. По изградбата на гасоводот и неговото пуштање во работа во 1998 година, Макпетрол секако не е исполнил својата обврска
и верувале или не, се до 2006 година сам без учество на државата го управувал гасоводот и добивал профит од работата од истиот. Па сега пресметајте колку, кој и како биле на власт и како се движеле нели текот на парите. И зошто во Македонија треба да се донесе закон за потекло на имот и потекло на парите. Со ова почитувана јавност, државата скоро 9 години е исклучена од било каква финансиска добивка од гасоводот. Сите средства од работењето на гасоводот остануваат, се разбира, кај Макпетрол. Како последица на ова, државата во тие години има изгубено околу 7 милиони евра. Судскиот спор кој е покренат е по 3 основи. Прво, дефинирање на собственоста на гасоводот, каде државата има вложено над 51 до кај 54%, се уште не е утврдено. Второ, надоместна штета кон државата за периодот од 1998 година, додека Макпетрол сам, без учество на државата, управува со гасоводот. И 3. Владение во полза на државата се додека не заврши судскиот спор. Сега дозволете ми да ви укажам и на неколку детали за сите овие 3 наведени основи. Прво, според вештачењето кое е направено и поднесено од државата во судската постапка, влогот на владата е околу 54,91% или 48 милиони 185.439 американски долари, а влогот на Макпетрол е околу 45,09% или 21 милиони 724.997 американски долари. Втора, штетата која претрпела државата со тоа што речиси 9 години и било скратено да учествува во работењето на гасоводот, тоест до 2006 година, изнесувала околу 7 милиони евра, кои се неосновано земени од страна на Макпетрол врз основа на амортизација. Ако на таа сума се додадат камати до 2020 година, како и камати над каматите, износот ќе биде околу 15 милиони евра. И трето, за владение во 2006 година има правосилна пресуда со која до завршувањето на судскиот спор државата го има владението на гасоводот, а оваа судска пресуда очигледно е дека се занемарува. Покрај ова, со спогодбата за формирање на преодното решение Гама АД Скопје, конечни вложувања на двете страни и владата на Република Македонија и Макпетрол изнесуваат вкупно 37 милиони 612.500 евра, при што Макпетрол има една акција која изнесува 18 милиони 806.250 евра. Но, почитувана јавност, наеднаш сето ова не важи. Па во собранието е доставен предлог закон за спогодба за решавање на спорот во сооднос 50-50, 50-50, со кој на Макпетрол треба да му се платат скандалозни 32 милиони 773.905 евра наместо 18 милиони 806.250 евра колку што вложил и колку што реално изнесуваат нивните акции во Гама АД Скопје. За жал, го нема ни главниот преговарач господинот Ангјушев, кој како заменик на председателот на владата изминативе години јавно во медиумите се фалеше дека го решил спорот со Макпетрол. Сега гледаме како го решил. Го решил со тоа што се постигнала оваа скандалозна сума од 32 милиони долари, која е за 14 милиони евра повисока од она реалната, колку што вложил Макпетрол во овој гасовод. Вие, господине Бочварски, не сте свесен каков жежок костен држите во рака денеска. Да беше секако што треба, оваа скандалозна судска спогодба ќе беше потпишана уште минатата година, во ноември или најкасно во декември, кога и се обезбедија средствата за истата ребалансот на буџетот.
Но кога дојде време да се стави подпис на оваа скандалозна сума, сите ги снема. Никој нема храброст да подпише, па им текна, тоест ви текна собранието да превземе оваа колективна одговорност. Сакам само уште 2 реченици, ако може да ми дозволите. Ајде да бидеме фер со државните средства. Кога сте толку убедени во реалноста на оваа цена која што треба да се плати, кога настојувате тоа да го добие Макпетрол, зошто тогаш не го понудите на продажба и делот од државата за истава цена? И ова го правите затоа што и самите знаете дека овој 25 години стар гасовод никој нема да ви го купи за таа цена. Велика Стојкова Серафимовска Кафјали. Велика Стојкова